Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и се разбира на вашата и наша емисија Гответе со Дракче. И денеска сме овде само заради вас, за да ви направиме исто така една убава емисија, еден убав рецепт и имам специјална гостинка која што многу ќе ни допринесе за здравјето, значи ќе раскажеме се што може таа да помогне, а сите вие како и јас што имаме проблеми, ќе се обратиме и се разбира, ќе ја завршиме работата со незините магични раце. Поздрав до сите вас ширум светот, сите оние кои што во овој момент не гледаат преку каналот или преку сателитот на Канал 5 телевизија, а сите оние кои што не гледаат во репризните изданија во некој друг интервал, исто така им посакуваме позитивна енергија, многу среќа и многу здравје. Поздрав до нашите редовни гледачи во нашата ни убава Македонија и јас многу пати си велам бакнежи за нашите редовни фоторепортери од дома, бакнежи до сите вас. Овој пат ќе си ги поздравим моите драги колеги, мојата драга режија, моите драги камермани, соработници овде, сите оние кои што ја чиниме ова наша сакана емисија. Реков, за да бидеме здрави, за да имаме убаво тело, за да се движиме убаво и сите оние кои што сме си направиле повреди како и јас, ќе си се обратиме кај нашата Снежа. Таа ни е денеска гостинка. Јас си велам, добре ми дојде Снежа. Здраво, Дракче, ти благодарам на поканата. Добре ми дојде. Фала за убавите зборови. А повели малку се овие зборови во текот на емисијата ќе кажуваме се што твоите златни раце може да прават, бидејќи самата знаеш во каква ситуација бев јас и колку време телефонски разговори со тебе и конечно третманите ќе ги правиме. Ќе ги правиме да завршиш само уште една работа, така, што морам да бидам комплетно здрава, но многу повреди, многу работа. Невнимавање можеби. Ете така. Денеска ќе правиме еден твој специјалитет. Така. Кој што ти си го правиш. Јас си го правам, да. Ова ми е нешто приватно, да речам не е нешто традиционално, кое што се готви секојдневно. Тоа се њоки. Така. Протеински њоки се викаат со кашкавал, пилешко месо. Ние тука не сме додале, но ќе се обидиме сега само што забележав да најдеме и некои одредени зачини. Многу брзо се спрема, многу е едноставно за спремање, значи и не одзема многу време, а е многу хранливо и нискокалорично. Ете така. Ти ќе дојдеш од оваа страна за да ги поставиш ноките, а јас ќе се обидам да го најдам нашето пилешко месо. Ајде. Тоа ни е поставено, но не сме си го поставиле на нашата масичка, но затоа ти си тука да не подсетиш. Така, тука сме да си помагаме. Ете така. Значи најнапред вариме 200 до 250. Иначе ова оброк за еден човек. Мене вака ми изгледа и за два тројца. И за повеќе, море мислам дека двајца ќе јадеме, да. Да, затоа значи околу повеќе се. Така, 200 грама њоки. Њоките многу ги сакам, Дракче, затоа што се варат само 3 минути. Да. Како само малку да добијат она кристална боја. Така, ако сакаш ти помогни ми, кажи кога се 3 минути, кога можеме да го тргнеме. Дојде си ти на масичката, се што треба, јас сум тука задолжена кај мојот другар според јас така, нели колегите велат поздрави го Дракче за да те слуша. Поздрави го Дракче да не слуша. Ете така. Да, потоа во втората фаза значи правиме една мала подготовка, нели македонска работа, лукче и кромит. Без тоа не ја бива работата. Тоа ќе го спремиме во една тава. Кромидот и лукот, секој си го сецка како сака, сега има и модерни работи, нели сецко. Дури на 4 парчиња многу пати, па тој ќе се испражи и ќе биде добар. И сецко многу употребуваат луѓето. Имаме, но многу е голем. Не ја зафаќа пола. Некој па го стиска, нели, како се вика лукот, меѓутоа не е важно, важен е вкусот, што викам јас на храната. Има некој сака естетски тоа да му е ситно, јас го сецкам. Вака едноставно. Лукот ки си го исецкаш и знаат домаќинките како се сецка. Но јас сакам да кажам како ти во твоето студио Сес Масаж, по твоето име, нели, по Снежана, дадено, доаѓаат такви како мене скрос искривени, со страшни болки, со дископатија, дискусхернија, скулиози, ишиалгични болови, спондилози, да.
Па ние постоиме 5 години, можам да кажам дека како поминува времето, се повеќе и да речам и повеќе се надградуваме во нашата работа. За жал, морам да кажам дека нашите луѓе се многу изработени, Драгче. Од една страна, а од друга страна не сме едуцирани како да се грижиме за нашето здравје. Како да се чуваме? Како да се чуваме. Кога човекот би се чувал и малку, да речам, повеќе би внимавал на себе, исто како со исхраната, нели? Луѓето не би дошле до такви проблеми. Значи, најголеми непријатели за овие работи кои што ти ги наброја се претерано седење, претерано стоење. Еве вака домакинките, многу ми се допаѓа висината на вашиот пулт. Значи, јас во моментов воопшто не се заморувам. Се чувствувам многу ненапрегнато. Да. Потоа, например, во денешно време, нели, многу се модерни, да речеме, професииве, луѓе што се занимаваат со компјутери. Така. Што седат цел ден, па сметководители, па адвокати. Па дури да ти кажам, Драгче, имаме многу и попови. Замисли они цел ден, пошто држат литургија, така, и они се во место. Многу е важно се, например, еве јас малку поработев, да мрдна малку лево десно, да не си во место, пошто кога си во место, од самата гравитација на земјата, тие дискуси се натиснуваат. И дури има еден феномен, да речеме, ако наутро човекот е 1,65 м, навечер може да е 1,64 м, ако цел ден стоел. Затоа што е поднаведнат. Не, затоа што дисковите се набиваат, а тие се флексибилни. И до самата вечер тој фактички малку се смалил. Спиењето служи за одмор и затоа е убаво, мислам, и да се одмара убаво навечер. Да се истегнеш, точно. Добро. А да не зборуваме за пливање и за други активности. Ова веќе во тавчето ќе го поставиме. Да, може тоа да го ставиме во тавчето. Добро. Сакам да кажам дека кај нас доаѓаат луѓе буквално од цела Македонија. Морам да ги поздравам тутунарите, значи поздрав до сите што биле кај нас и садат тутун. Имам една констатација дека на нив најлоши ме работат. Затоа што немаат одмор. Немаат одмор. Тие немаат одмор. Започнуваат со сеидба, со правење на леи, потоа садење, па копање, па берење, па нижење, па сушење, па калапење, па складирање во тие нивни кутии, па транспорт. Ние многу често одиме во Битола, да. И таму многу луѓе што не доаѓаат продаваат тутун. Многу не сакаат и многу се да, Прилеп, да, тој цел крај. Многу не сакаат, многу не почитуваат, многу се благодарни, многу се подобра, меѓутоа и откако ќе дојдат кај нас, ја стално им велам, ве молам, чувајте се. А тоа е барем лумбален појас. Значи тоа е нешто што е достапно во секоја аптека. Јас го носам. Не знаеш самата. Да, знам. И корсет плюс со 12 жици, ама тука играм. Ама како играм тука, гледаш? Ама тоа е убаво. Играњето е еден од најубавите спортови. Успевам во место. Да. Значи, например, сега јас како што сум во место, не е убаво цел ден да сум во место. Имаме многу луѓе кои што работат во фабрики. И јас им велам, мрдни малку, лево, десно, напред, назад. Тие што седат, им велам, на секој саат, станете малку, раздвижете се. Имаме доста и шофери, сега тоа е исто така многу популарна професија. Па замисли, Драгче, тие ќе влезат во камионот и возат по 12 сати. Некој пат и повеќе. И повеќе. Што велиш, имаат некои норми кои што они мораат да ги запазат. И они, например, еве шоферите, што може да направат? Барем да го стават тоа перничето. Знаеш, порано старите, ние им се смеевме, ама знаеа вака од дома да си земат една перница и да си ја стават во кола. Дури и цигла. Тоа било многу паметна работа. Сега ние по модерните генерации многу работи не слушаме, ама за тоа мислам дека повеќе болки луѓето никогаш немале од сега. Ноките ни се готови. Може да ги исцедиме, ќе ги исцедиш или да ги исцедам? Него, еве, погледни ја таа нивна кристална боја, како сум ти ги средила. Не се сомневам. Мераклиски, добро, сега ќе ги процедам. Исто така знаеме, значи најмногу знаеме да одиме за да ми излеземе на луѓето во Пресред, во Битола, па таму ни доаѓаат луѓе, например, од Прилеп, од сите околни места. Од сите околни места, да. И знаеме летно време да одиме во Струга. Сега следниот месец ќе одиме во Битола, а во јули ќе одиме во Струга, затоа што сметам дека некако тие две дестинации се најоддалечени од кај нас.
Снеже моја, кога јас ламинатата година едве можев да станам од кревет, ти баш замина за струга. Леле, реков, како тагував, зошто баш ти ми замина за струга? Ама беше пеколни денови, помина. Беше жешко. Една пеколна година во болка, а се уште ме чекаат третмани, операции, кои што се надевам Господ ќе помогне и ти. Да. Во твојот случај имаме два проблеми. Едниот е со колените, едниот е со половината. Кој што е поопасниот дел. Да, коленото полесно се прави. Ке почнам јас со стек. Ако, тие веќе ги средија на хирургија, но сега другото одиме повторно на хирургија и повторно кај коленото па кај мене. Ете така. А иначе да ти кажам, многу интересно што почнаа да не бараат и во Србија. Па имаме некои размислувања, ете да се прошириме малку и во Белград. Драгче, зошто не сакаат луѓето? Тоа што го работиме не е инвазивно. Не влечеме, не тегнеме, не крцкаме, не боли. Така. Да. И луѓето имаат многу доверба во нас, затоа што кај се тие со болки и уште да дојдат кај нас, па и ние да им правиме болки. Да ги докршите? Да, и да си одат што велам јас несрекни. Тоа што ни е важно е дека ние човекот го гледаме како целина. Например, сега има некој стварно се плаши. Пристапот ни е многу нежен. Сега, например, ќе го прашаме дали ти е добар овој притисок, не ти е добар овој притисок, можеш ли вака да лежиш, не можеш ли, ако не можеш стани малку. Некако, со секого имаме индивидуален притисок и многу ни е важно човекот да се чувствува удобно. Затоа што човек кога има болка, веќе и психички страда, така. Сонот му е нарушен, многу луѓе се напнат, нервозен. Значи можам да кажам и смешка дека се случува да речат кажете ни што да правам, пример, ако е маж човекот, многу ми е нервозен човекот, што да правам? Значи од тие болки, да, а да ви кажам мажите се понервозни. Ма и жените сме наоѓаме причини. Јас си најдов причини во болката да ги гушкам мачињата, внучињата, но внимавав солзи да не ми гледаат децата. Жените како поише да трпат, бе драгче, може би тоа е мој впечаток. Може сум грешка. Трпиме. Мада машко кој ќе видам дека плаче, ова значи стварно боли. Да. А кои се главни примери, можам да кажам, главни симптоми? Значи најчесто болка во едната нога, нели старите она што викат ме фати ишијасот. Така. Так, може трнење на ногата, болка во колкот, болка во прстите, болка во петицата. Во петицата ако боли може да има и шилец, драгче. Тоа веќе на друг начин се третира. Петите обично луѓето ги болат ако имаат шилци. Раката исто може да ги боли како што ги боли ногата, така може да ги боли цела рака. Од кај вратот преку плешката до прстите. Може да им трне раката. Се случува, например, човек да не може вака да направи. Точно. Да, намален му е обсегот на движење на раката. Најважно нешто, јас стално викам, знаеш, ние сме еден мал дел, можеби во процесот на тоа на луѓето да им е добро. Многу е важна негата после тоа. И значи, да се продолжат вежбите, да се прави одмор. Вежбите се најважни. Така. Прво човек не смее да се преработува. Ние тука на Балканот имаме еден, да речам, тенденција да се преработуваме. Не само за пари, него вредни сме. Така ни е темпераментот. Да се одмара, значи. Жените исто така многу ми страдаат овие што имаат цвеќиња и дворови. Како мене. Ете, па знам, разговаравме ние. Како мене. Прво што те прашав, драгче, дали имаш цвеќиња? 1000 квадрати. Ете така. Ете така. Ама ќе си го носиш појасот. Жените после преместуваат цели кујни, од тука таму. Па сакаат дома нешто да сменат, па ќе земат ги влечат, нели, троседи, двоседи, чуваат внучиња. Верувај ме, кога прв пат го земав, морав да го носам корсетот, јас дури плачев од ужас, не можев да се чувствувам јас, да бидам своја. Но сега без него јас не функционирам. Така. Колку сати на ден го носиш? Па од 8, па некој пат и 12 часа. Тоа е превише. Значи мора нешто да направиме да скратиме тоа, затоа што ќе ти се намали функцијата на твоите мускули. Многу работа и ајде, еве и тука сум активна и дома активна и постојано. Погледни го, Снеже, ова. Јас мислам дека е за руменето, нели? Да, можеме веќе мекцето да го додадеме. Затоа што јас внимавам кога станува исто кристален, не чини да биде прегорен. Кога кристализира. Ако е прегорен, веќе ќе биде горчлив. Така. Морам да ти кажам дека ме воодушевува твојот пристап кон луѓето,
блиска си како да ти се твои најблиски дома. Да. Друго, ги опушташ во однос на болката. Да. Сите оние видеа кои што луѓето се отповикале да се заблагодарат, Да. Тоа некако е со сето срце, не нашминкано, Така, сите се природни. Природно кажано како бил пред да дојде со солзи, а потоа исправен да си чекори до дома. Да ти кажам, они ми викаат што да кажам. Што сакаш, тоа кажи. Так. Таман работа се јас, значи тоа е ваше лично доживување. Ти скоро знаеш како си се чувствувал, ти знаеш што си почувствувал кога си дошол. Иначе луѓето најчесто доаѓаат кај нас 3 пати, поставаме една недела да видиме како се, ако се добро, ако не се добро, доаѓаат повторно. Најчесто од 3 пати се чувствуваат многу добро, меѓутоа нели има од случај до случај, тоа сакам да кажам, немаме старосна граница. Освен деца, сега стварно, за деца треба да си одат на детски, како се вика, педијатар, ортопед, сепак се они во развој, не им уште формирана, значи, ни мускулатурата, ни телото, ни работот, ни тие нервни завршетоци. Има луѓе, стварно, детето, викам, извинете, јас таква одговорност не сакам, меѓутоа ги опатува. Нели, имате мајчин дом, имате детска клиника. Иначе возраст старосна немаме. Многу е важно, луѓето што сакаат да дојдат кај нас, можете да направите еден тест, значи да можете да се подигнете на прсти и да можете да се подигнете на пета. Доколку тоа ви функционира, пошто многу луѓе се исплашени од операции. А тоа е првата вежба на физикалните вежби. Тоа е и вежба, но драгче луѓето кои што, да речам, проблемот им преоѓа во поголем проблем и каде што јас навистина не можам ништо да направам, па ни да ги опуштам, доколку они не можат да стојат на прсти и на пета. Страшно. Значи во тој случај да, јас не можам да им помогнам, они стварно, ама да дојдеме, да видиме, да пробаме, јас не сакам да им го губам времето на луѓето, нити да им давам лажна надеж, нема шанси. Да. Шеф мајсторе, повели да видиш. Ајде, шеф мајсторе. Повели да си го видиш. Ма ти си поголем шеф од мене, кажи ти. Јас веќе сега ќе треба да се оспособам за шеф мајстор. Да земеш диплома. Јас ова од љубов го правам, Снеже. Не е мојата диплома. И веруваш и јас од љубов. Јас и ти стартно така се препознатме за воопшто да ми се обратиш да ти помогнам. Не можеш да одиш да бараш помош од некој човек кај што не гледаш емоција, кај што не гледаш дека нештото го прави со љубов. Како велам, јас има енергија. Да, има некоја посилна сила која што владе на сите нас, која те упатува кон еден пат кога си во некој лавиринт и бараш спасение. Точно. И некако ти ги покажува како се вика патиштата и јас умеам да кажам чарињата. Еве еден клиент сега скоро кога беше. Што ти е потребно? Бибер. Бибер, еве го. Јас готвам едноставно со бибер и со сол. Ти? Повели. Може и вегета. Може, бидејќи без нашиот сух зачин ние македонците не функционираме. Така си е. Повели. Сепак сме си од тука. Да. Сакам да кажам дека енергијата е многу битна и знаењето, сепак искуството. И да си скромен, да знаеш што може, што не може. Значи, не може све. Морам да кажам пак, не е фалба за тебе, но е за мене воодушевување. Тоа се една армија од луѓе кои што те нарекува дури мајка Снежане. Да. Мајче, ти ни помогна. Да. Ти си, Снеже, за нас се. Јас сега можам да се движам, можам да одам. Да. Можам да спијам мирно без болка. И тоа навистина е многу значено и тоа ме понесе да јас те повикам и ако имаш многу обврски да ми дојдеш овде во емисија. Со задоволство. И оние кои што не знаат да те најдат. Значи, сепак да те пронајдат, бидејќи јас пак ќе кажам, голема благодарност имам на кардиохирурзите, на моите драги пријатели и луѓе од ортопеди, хирурзи, 8 септември, кои што едноставно ме спаси од смртта. Така си е. Самата знаеш ти каква бев. Сега си одлична, морам да забележам, уште малку фали. Ми недостасува уште малку, но ќе даде Господ. Ќе даде Господ. Сега кога збориш за енергиите, драгче, ја мислам ова доста моја. Добро, сега ја додаваме хоплата. Тука? Да, или каде ја додаваш ти? Па овие пошто се оладија тука, Добро, ајде, повели, додај си ги. Според тебе.
Многу често луѓето ми викат, леле, Снеже, биоенергија ли имаш? Сега кога спомна за енергиите, значи гледаш, има нешто што ги асоцира луѓето на нешто позитивно, на нешто топло, на љубов. Абе, викам, дечки, немам. На искреност, она искреност и да се разбереме, ова е знаење. Значи, твојата работа е твојата едукација, твоето знаење. Ова не е... Јас не сакам да се фалам. Чепни го некого, еве со рацете јас. Но ти имаш познавање, ти ги читаш и медицинските наводи, значи не е тоа туку така. И мораме да исклучиме некои работи, луѓето имаат дракче скршеници. Така. Јас не можам некој што е претходно скршен, тој мора да мирува. Да му речам дојди, па тој само што ќе патува до кај мене ќе се допотреби. Така е. Многу жени драгче имаат остеопороза, после тоа менопаузата ги фаќа остеопороза. Да тоа дадеме уште само. Јас ки ти ја додадам. Ајде, Душо, фала ти. Така. Може требаше да го намалам шпоред. Да биде намалена температура. Добро. Мене ми личи многу вкусно, не знам. Вака изгледа преубаво. Нели? Сега ќе го ставам на петка. Еве на 4 полека да се згусне, да си крчка. Најинтересно ми е кога ќе дојдат прв пат и кога ќе речат што ми направи. Ама знаеш за чудени, сега имам и мали рачиња, знаеш? И сега што ми направи, леле што ми направи. И до мене дури ми е непријатно, мислам, не знам јас како. Јас мислам дека првото прашање е ќе боли ли. Второто е веќе... Да, второто, од кога ќе првото пред да легне е дали ќе боли, а од кога ќе заврши третманот е што ми направи. Што ми направи. И сега ме гледа, знаеш, некако ќе стане, знаеш, чудно име. Сега тие да речеме кога ќе дојде па криви, па го пече ногата. Па знаеш само вака Што те наведе да ти изучуваш, да бидеш професионален масер? Љубовта према луѓето и желбата да им биде добро на луѓето. Да им помагаш во големите болки. Па да, јас, например, сега имав мајка, не е важно, мислам, беше болна 10 години и помагав и на незе. И многу е, значи, благородно да можеш на човек, кога му е тешко, да му помогнеш. Поубава работа од тоа нема. Сепак си имала, лично домашно искуство, си знаеш колку е тешко една болна особа да се чува, да се подкрева. И јас знам и мене кој све ми помогнал и колку е важно да ги најдеш правите луѓе за правата болест, колку е олеснување за самото семејство, кога има дома болен човек, да се појави некој кој што ќе ти го олесни болниот дома да не ти биде толку болен. Да ти даде олеснување и едноставно, како велиме, поттик, дека може некој да се излечи. Има луѓе се чувствуваат безнадежно. Точно. Ама ќе ми помине ли ова некогаш? Има ли ова крај? Ама бев на 100 места, пример, знаеш, не ми е подобро. Што мислите вие ќе ја биде ли? Јас да ти кажам, ако не ја бива, не ја бива. Еве ти лажичка ти земе. Полесно ти беше, може би. Може би брзо. Добро. Штом Штом ти е полесно, нема никаков проблем. Ова веќе не ти е потребно. Да, салатата мислев да биде само како прилог. Тие нема да ги ставиме внатре, за да не биде само суво јадење. Значи, само едно. Убава чинија и ќе додадеме маслиново масло. Преубаво, драгче. Одлично изгледа. Ќе јадеме. Па сигурно, нели, по секое завршување на нашите емисии овде имаме трпеза и најубавото од се кога сите колеги ќе се соберат на една трпеза и сите заеднички ние тоа го споделуваме со муабет, со шеги, со доживувања и тоа навистина е убаво. Чисто колку за украс. Да, се слагам. Ќе намалам. За да биде сето тоа ете така. Чекај само да земам. Еве може со ножот. Јас многу сакам крставици, кога бев мала ме викаа крставичарка. И ги јадам и свежи, да, и кисели, и млади, и стари, и преферирам крставица како салата. Ние сега ќе им додадеме маслиново масло и малку сол и бибер, а ќе оставиме, бидејќи имам и балсамико и оцет, кој потоа што сака. Значи, тоа и за гледачите важи. Значи, затоа стои приборна маса, кој што сака да си зачини. Еве ти го маслиновото. Ете така. Одлично.
Како си брза, ти вака не оздраве со муабет и со брз вака и рецепт. ке мене, Драгче, ќе видиш кога ќе дојдеш. Со брз рецепт. Сега јас од режијата ќе побарам фотографии, бидејќи имаме јас сакав да имаме фотографии кои што ти ќе ни ги коментираш, лични фотографии од тебе. Така, сега скоро имавме 5 години постоење и да ти кажам, Драгче, дадовме 50% попуст. Браво. Да. Затоа што стварно може би некој сака да дојде, а не може, а нема. Тука имам еден прирачник исто што го спремивме за луѓето. Внатре има QR кодови, Драгче мора да се вежба. Значи, Јас се запишав на вежбање, да, морам да кажам, ова ми е од исхраната рецепт. Значи, сепак си постои по протокол, како што велиме. Да. Добро. Ова се нашите добро. Сертификати, дипломи, да. дека ништо не е фалсификат, дека студиото работи официјално и убаво. Така си. Ова е една слика каде што покажуваме во кој дел најчесто луѓето имаат проблем. Значи, најчесто тука им почнува болката, па после им оди надоле по нозете. Мислам дека на следната слика имаше објаснување. Значи, ова е тоа што зборувавме за шоферите, за возачите, за таксистите. Значи, да, гледаш кога седат вака како им е направилен работот. Можат да си подпомогнат со перниче. Овие сега новите камиони имаат дугме и замисли, Драгче, ова им се дував. Но некој си купува и магнети. Да, може и тоа. Седло со магнети. Да, ама важно е, ова е една моја клиентка драга. Твоите магнетски раце. Моите магнетски раце. Знаеш некој како ме викат? Тријачка. Така, по-старски тријачка. По-старски. Прв пат кога ми рекоа и викам, ај објасни ми ти што е тоа тријачка. И па вика, кога го пипкаш демек човек, тоа значело демек триење, да. Ама мене не ми пречи, јас не патам од комплекси. Така. Кој како сака нека ме види, кешки нека име добро на луѓето. Најбитно е да биде здрав човекот. Да, тука работам половина, значи. И гледаш како луѓето ги креват нозете, кога ќе ги креват малце работот се отвара и ни дозволува да речеме тука во тој дел кај што нешто малку можеби не чини да се поправи. Тука си радосна. Радосна сум, ова е после третманот, жената ми рекла добро ми е. Радосна се гледа. И јас сум рекла да го обележиме овој момент. Ова е внук ми Марин, леле, фала ти, Драгче. Марин е Поздрав, тета. Две слики ти се од мене изненадување. Леле, фала ти, фала многу. Марин, тета, поздрав. Гледаш тетка Драгче што направи за тебе, се стај на телевизија, ќе се расплача. Дека тој многу мене ме сака. Многу. И затоа е бакнежи од тетка Драгче. Поздрав, тета, поздрав. Имаме уште една. Многу ме разнеш. Имавме уште една со твојата мама. Ја поставив, но сигурно не сме успеале да ја снимнеме оваа фотографија. Сега ќе одиме со рецептот на денот. Ајде да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Протеински крем њоки, 100 грама пилешки стек, 30 мл неутрална павлака, 200 грама њоки, 20 грама кашкавал, 1 мал кромит, 1 чешне лук, 1 свежа краставица за прилог, масло, сол и други зачини по избор. Ете, тоа се нам ни беше потребно за денешниот рецепт, кој што ни го направи нашата драга Снеже. Твоите магични раце може да постигнат да направат чуда. Има ли моменти каде што ти велиш, овде јас до тука можам, понатаму стварно не можам? Има ли моменти кога луѓето имаат мозочни удари, срцеви удари, кои што не смеат баш така да се третираат? Со стент, со бајпас, како е тоа? Прво, например, од мозочни удари, доколку ни веќе им се одземени, да речам, некои делови од телото, јас ќе ги излажам, ако им речам дојдете, јас ќе ви направам да ви е подобро. Тука мора во договор со невролог, значи да одат на физикална терапија или не знам, мислам во тоа не би навлегувала, зависно во која фаза нели е болеста. Стентот, Драгче, не пречи, затоа што ние не правиме некоја преголема циркулација во телото, за да можеме да предизвикаме некој проблем. Исто така имаме и луѓе со карциноми, и тоа не пречи. Ние не употребуваме, например, струја класична како на физикална. Не знам дали знаеш, луѓето што имале карцином не смеат да се третираат со струја. Тоа што ние не можеме да го направиме е кога луѓето имаат проблеми со зглобови. Дали овој зглоб, дали овој зглоб, дали овој зглоб, тоа е дечки работа за ортопед. Дали колено,
Мислам, знаеш. Не може да се мести, значи сепак треба, Ама може не е изместено, треба да се оштетена е, вгради. може би раскавицата, така, нема да се вгради раскавица. вештачко, Да. колено вештачко, колк рамо. Глуждот на ногата, например. Исто така тука има нешто што тениски лакт, голф лакт, исто тоа. Значи си постојат работи што се исклучиво за доктор, исклучиво за физијатар, исклучиво за ортопед и не е дека ние на сите им викаме дојдете ние или да даваме лажна надеж. И тоа што го кажав преска, значи доколку луѓето не можат на прсти или на пета, во тој случај значи работата отиде на малце подалеку, во тој случај мора да посетат неврохирург или невролог, па има специјални испитувања кои што се прават за да се види нели што понатака. Затоа ние сакаме да видиме претходно што име на луѓето. Така. Знаете, стварно не сакаат, сега не дека се Да си фалам, дојдат со и они сакаат медицински сите да наоди. дојдат. Така. Да дојдеме. Чекај што ти е. Да се види медицинскиот наод, па да се потегне на триење, како што они Да го дојдат велат. на триење, да. Моја драга Снеже, навистина беше супер гостинка, ни направи убав специјалитет и многу убав муабет. Има многу да се зборува за твојата професија, но јас знам дека нашите гледачи кои што ќе се заинтересирани, сигурно ќе ми се обратат за да побараат и бројче од тебе. И да ги оздравиш. Ајде, дај Боже да може, јас би сакала. Јас би сакала. Ти благодарам вака да те гуштам со кармините. Со кармините од која страна да се гуштаме. Тука сме пред самиот крај, драги мои пријатели, за денешнава наша емисија. Се надевам дека ви бевме интересни. Запаметете ја ова моја драга гостинка Снежана Осес Масаж и се надевам дека на сите вас на кои што ви е потребна ќе се обратите, а потоа со насмевка мене ќе ми испратите бакниш и се разбира и за Снеже. Ве сакам, се гледаме. Фала.